zmáčený se podsmieva Gohulea Isusa. Ty stouríváš i pak slnci dúváš hrámot ako si syn od Boží slezi od krstov sám i spasi se. O Bože môj, zošto me ostaví, o tatko môj, zošto me ostaví, o Bože môj, zošto me ostaví. Zeniata razpuka napadí mňa. Grobovi se otvoria, svätý voskresná. Poverúva vo tebe Isusa, Boží Syn se pojaví. O Bože môj, zošto me ostaví, o tatko môj, zošto me ostaví. Kaj ste Veneca? Výpravce, ja, Krový král, Pirinský, tej nečukají, Pirinský, tej nečukají, Slabota utre sveta ilene nedela utre sveta ilene nedela crkva take se
Sveta ke celene prečasti, eden po eden, ke vreza. Sveta tako krajle da vzema, sveta tako krajle da vzema. Ja sum Straško Miloševski, dolgogodišnji akter vo teatar od skrb i uteha. Едно планиравме кога идевме наваму, дека ќе ја почнеме вечерта со хумористичен дел од нашата представа, да се насмееме малку. Ама гледам, работава не била за смешка. Се постави прашањето какво е нашето самочувствие на нас, македонците, кои живееме во Република Македонија. Дали сме славјани или сме антички македонци? Морам да признам дека македонското општество е длабоко раслоено. Наместо да дојде до сплотување на нас македонците, дојде до едно страшно раслојување, што ќе рече, еве јас прашувам, какво е чувството на тие 100.000 македонци кои имат бугарски пасоши? Што се тие, да ги прашаме? Дали се уште се чувствуваат македонци, или го земале пасочот само од економска причина, или имаат некако чувство бугарско? Можам да кажам дека се наоѓаме во една апсурдна ситуација. ВМРО ДПМН општо мислење владее во Македонија дека е формирана од страна на Софија и дека е тоа бугарска партија и дека сме сите ние кои сме членови, јас сум член на ВМРО ДПМН, дека сме бугараши. Сега се доведовме во една друга ситуација, да Социјалдемократскиот сојуз, кој е исто така, значи, нема автохтона партија од Македонија, тоа е општо мислење владе, дека Белград управува со Социјалдемократскиот сојуз во Македонија. И сега апсурдот е што Социјалдемократскиот сојуз се зближува со Бугарија, со Софија, а премиерот во една прилика го нападна председателот сега на Србија Вучич, дека бил српски националист и така натаму, и сега се обидува да ги испеглаат тие несретни изјави. Додека Белград го протежира Груевски. И сега, во каква ситуација се наоѓаме ние? Значи, од година во година, од месец во месец, значи, чувството, идентитетот го губиме ние, што сме таму во Македонија. За несреќа. Пред 100 години, пред 150, пред 120 години, да речеме, аспирациите на нашите соседи кон Македонија, политиката што ја водат кон Република Македонија, од тогаш до денеска се нема воопшто изменета. Јас само ќе ми дозволите да ви цитирам еден говор на Гоце Делчев, кој го кажал во Солун 902 година, ми се чини. Вели, нели сме ние прекалено надејани, оти се надеваме на туѓа помош. А каква помош можеме да очекуваме од останатите рисијански држави околу нас? Не можеме да очекуваме никаква помош. Не мислат за доброто на Македонија нивните кнезови, кралеви, министри, а се демнат меѓу себе и острат заби за плячка. Секој гледа да го надитри другиот. Секој гледа да заграби поголем дел од нашава земја. Ако тргне наваму бугарската војска, ќе тргне и грчката, ќе тргне и српската, ќе тргнат и арнаутските бегови да касаат од живото тело на Македонија. Значи, вели, јас вака ја разбирам македонскава кауза, македонскава борба, македонска политика. Слобода за сите македонци и одринци. Кој мисли, вели, кој работи да ја присоедини Македонија кон Бугарија, кон Грција, или кон Србија, или кон Албанија, тој за себе може да каже дека е добар бугарин, добар србин, добар грк, добар албанец, но не и добар македонец. Има ли разлика од тогаш до денеска? Не. Мене ми се чини дека е иста ситуација.
во која се наоѓаме. Само со таа разлика што сега, фала Богу, имаме своја држава, како за голема среќа, многу поголеми по бројност, по жители народи, да речеме, нема држава, ние македонците имаме држава. И фала му на Бога што имаме и треба да си ја зачуваме, да бидеме умни, да си ја зачуваме Македонија. Ви благодарам. Јас мислам оти се е намерно и после 20, 30, 50 години ќе има карат деца од Мала Преспа, од горе да студират во Софија. За 20-30 години тие деца ќе кажат оти се бугари и ќе кажат на Македонија какви македонци сте вие, од секаде сте заградени со бугари. Нешто дали се замислат политичари, историчари во Македонија, че това се прави намерно. Само во Грција не им стиска да побарат. Тоа е, меѓутоа имаме друго, Европа го толерира тоа, зарем таа не знае дека таа пасоши бугарски одат стотини илјади луѓе да работат. Не само пасоши, Андреј Ковачев во Европарламентот негира дека постои. Европа не го регистрира овој идентитет, има два аршини. Македонија вие за вас нема човекови права, Бугарија бара човекови права во Албанија. Им кажа, се јавија нашите партии таму, Илинден се јавија, дека нема, не се чувствуваат тие бугари, дека нема бугари во Албанија. Официјалните водачи на македонските партии, како да кажеме таму, кажа, тоа е. Значи немаме ни аршин, ние имаме на Европа која се однесува на еден начин, кој нас не принципиелно, а нас ни бара права, врши притисок. Кој ќе се направи политички притисок, веднаш ќе дојдат американците, ќе ги кренат албанците да пукаат, ќе им дадат оружје, а тебе ти викаат не смеш да пукаш. Значи ние имаме режирање на одбрана на земја. Тоа е страшен притисок. Од друга страна, силата која е од далеку Русија само декларативно те поддржува. Видовме што направи, бомбардира Србија, која помокна војска имаше од нас, и ме рекоа ќе ги браниме, ги бомбардира и ги доносат сега повторно на исток. Тие што носат? Ист систем носат, да уништат нациите, една нација да има, сите да пиеме Кока-Кола, да им да скажуваат лажна историја, да не трујат со храна, и ним се важни Содома и Гомора, LGBT. Да го разруши семејството и тогаш нема да има идентитет, нема да има авторитет. Значи имаме лесбејки, педери, хомосексуалци, односи со деца, тоа го пишано во Библијата, во еден таков град Содома и Гомора, Господ врла сулфур и денеска таму мртвото море. Тоа е познато дека тоа е антихрист. Тоа е сусчината. Ние сме тука на крстопат, но фала му на Бога што имаме дух силен. Јас не верувам дека друг народ може да издржи континуирано уништање на македонците. По сите 4 земји и повторно преживеа. Значи ги ништеа во Албанија, изникнаа македонците. Во Грција и овде по затвори убивани илјадници луѓе, крв е леена. Пак се кренаа тие, пак духот. Сега се раселуваме ние и од Албанија се селат и од Грција и од Хрватска. Процесот на иселување и на немање деца не е локален процес. Тоа е. Мислам, аз го знам од тие така, ама што прави Македонија? Те барат малцинства во Албанија, во Гора, во Босилеград. Македонија што прави? Македонија ќе промени устава, оти нема да... Треба еден човек да застане да рече не може така, треба да има принципиелност. Значи треба да дојдат нормални луѓе кои нема да зависат од пари, нема да се плаши. Што ќе ти земат тие? Што може да ти земат? Душата ти ја зема, ти бранат да се кажуваш македонец, ти бранат дека имаш јазик, те негират, те затвора, не смееш да се жалиш, што ќе ти земе друго? След 20 години состојбата ќе е друга. Јас така мислам. Гледам, одат делегации во Мала Преспа, пустат. Нема да направат Бугарија. Без пари ги карат да студират во Софија, пасоши им дават бугарски. Сум видел луѓе што студирале во Бугарија, кај македонците муслимани сум бил над Кукс, разговарав со детето, зема, вика ми дадо, се заврши, се врати, па и се тој македонец. Не можеш да го направиш со сила човек. Ангел Джамбаски
по телевизията кажат толкова хиляди българи в Албания има. Ти имаат платени луѓе, одредени луѓе се наоѓаат како секаде. Како во Македонија официјално тие викаат има, што има, ајде да видиме дали има. Тие има одредени луѓе кои добиваат донации, тие не се природни свесени. Мал процент. Веќе излезе македонската приказна со сите мани на спомениците, веќе не можеш да го лажеш народот. Што му нудиш ти? Болгарин, по бугарскиот етимолошки речник, нема што да се лажеме, земете во бугарскиот етимолошки речник, болгарин, турски збор. Што значи да не го кажувам сега јас да ви кажам? Збирштина вака и така. Не може турски збор да име на еден народ со цивилизација кој цел свет го знае. Независни политичари од сите земји, интелектуалци знаат македонците кои се. Културата духовна во Македонија е толку силна, овие песни кои ги запеете и кои ги игра по цел свет. Тоа е. Ние сме ставени во една состојбата на силата е така. Гледах наскоро во Фейсбук историчар, мислам, Атанасовски. Не знам дали го знаеш. Човекът зборува така. Од 93-та година има соработка со бугарски историчари, одат на соработка. Некои од нив на 4 очи им признаат оти те са македонци, корените им са македонски, но не смеат да го изяват, бугарски историчари. Ама казва, што прави Бугарија? Бугарија во надворешно министерство има назначени 16 историчари, които работят по направление Македонија, Албанија, Америка, по цел свет. Македонија нема ни един во надворешно министерство. Има него поддржува. Бугарија има 6 института по историја, Македонија има един и то не е точно по историја, го рече таму какъв човек. Значи Македонија не прави ништо за да запази историја и политичарите македонски и владата. И не знам докаде ќе ја докара. И треба македонците тамошните македонци, нашите браке да прочетат таа, зашто тој вика бугарите имат национална програма, србите имат, грците имат, македонци се без национална програма. И многу точно е запишено. Ама нема кој да ја чете. Тој се мечел. Ама е срам за историчарите в Македонија, един македонец од Бугарија да иде в Скопје да им напише национална програма. Така е, но има. За сега това е реалност. Тој се чувства македонец и отиде в Македонија и им написа национална програма. Аз съм гледал по българска телевизия, момичета от Македония студират в София и ги прашат. Како се чувствате? Ми вика, ние вземаме български паспорт, сме си македонци. Македонки? Не, лично аз съм гледал как викат. Македонки сме, не може да бидем други. А този българския професор там, Божидар Димитров, той се фали 100,020 пасоши взимали, половината Македония, българска и на мен 90-та година един македонец от Струмица сега къде Любчо Георгиевски направи един голям замък. Мисля, че знаете, от Струмица колкава сграда има Любчо Георгиевски. Отдолу е направил ресторан, закусвална, магазини. Отгоре всичко е изпипано много, може би много $1000. Такова милиони долари или евро. Кога той Любчо ги спечели тия пари и направи такова нещо? Велизар Енчев каза, бил е посланник в Харватска и че са подкупили по телевизията, мисля в СКАТ, че са подкупили доста Димовска и Любчо Георгиевски. Той ще го казва. Така е, аз с Любчо Георгиевски на една средба. Подкупили по българското разрождане. 90-та година ние бехме на осветуването на македонския храм Свети Климент Охридски, нали? И там се среднах с Любчо Георгиевски и Драган Богдановски. Драган беше председател тогава, нали? И аз бех с Йордан Костадинов, той нали беше заменик, ние бехме заедно там и викаме, каква са, вие каква партия сте, македонска, българска ли сте? Мълчат. Викам, ако сте като българското ВМРО, българско национално движение,
викам и вас да ве нема. Воче ми кажах на двайцата. Това са продажници. Любчо сега да го видя в очи, ки го плукна в очи. За мен то не е човек. Не подлаже македонците на следния конгрес, конгрес оправиме в Солун, а що напред оде со Иван Георги Хосто подпиша договор да не продае и нас. И вас, македонците, в републиката. Това е срам за Македония, такива политичари да я водят. И това Заев сега, ако подклекне на албанците за двоязичност там и тия неща, това трябва нашите македонци там да не му дадат да диша. Това е държето. Тук ако ние се справим с него. Той ви е близо, отмурчено е. Абе, друго той не е тук, он е в Скопие, не го държат тук, не смят. Един приятел, заедно, не, той по друг процес беше, сега бара даже му редом, аз со Красимир Кънев. Ти ми даде, нали, телефон, одих, се срещнахме, а со Кънев 90-та година в Петрич беше дошъл председател на Хелзинския комитет на Македония со жена му и Кънев со жена му, Петрич дойде и аз со моята жена, Бог да прости. Една вечер бехме в едно такова ресторант Петра и там толкова ласкави работи се изкажа и Кънев за Македония. Красимир Кънев сега му кажах така, дека тия нашите писаеми имене, репресираните македонци искат да правят устав да не пише дека сме репресирани македонци, ама само репресирани. И аз му викам на Кънев, ето, да, вика и на мен дойда, но вика, това е срам, вика, за вас. 25 години аз се боря лично, вика, за правата на македонците, вика, в България. Лично той ме го каза човек. Срам е да излезе с такъв договор, вика. Не пише ли? Ние ако беше така, щехме да пишеме за ОМО или за дружествата, не македонско, от ние устава на тракийските приписваме и на македонските. Само, че пишем македонски. Уния се съществуват, си ги има, а нас не признават. Боли ги думата Македония. Нашето чувство македонско искат да го изтрият, но ние зависи от нас. От нашата борба с младите, от сега младите не са заинтересирани. Много барат лек живот и така натам бегат, напускат татковината, а ние тук, македонците, трябва да организираме средби с македонците от Елбасан, от Преспа, от Виножито, да яче нашия дух македонски тук. Аз като бех в Канада, значи толкова се задони, не кят да чуят български сбор. Само македонци. Оне пари си говореше чисто македонски. Добро, аз не мога, викам, не съм учил. Ке се стараеш, викат, не така да чуят българско. Искат Македония. Толкова са силни. И вие знаете, и те ни помагат нас. Кой други ни помага. Така, Македония за винаги да биде, това е света земя македонска, споменато то на Павли се сънува, македонец кажува му ела у Македония да проповеда Словото Божието. Ето това е наша библейска земя Македония. Да живее Македония! Pak som cíduváš,
tam i spasi se